Почитувани ловци, добар ден! Денес ќе говориме на тема лов и ловство и се што е поврзано во врска со ловот. Поточно ќе говориме за ловечката опрема која секој од нас ловците нели ја носи со себе. Ќе бидеме конкретни со денешната тема, ќе говориме за ловечкиот нож. А најупатен за ловечките ножеви и сите останати ножеви ќе говориме со господинот Дане Гавриловски од Гостивар, кој воедно ќе ни биде денешен гостин во нашата емисија. Добар ден, господине Дане. Добар ден. Мило ми е што ме поканивте повторно во вашата емисија Жива цел. Поздрав до сите гледачи и се надевам дека ќе биде интересна емисија. Па да се надеваме, да. Да се надоврзам на најавата, значи јас сум еден од поупатените, далеку од тоа дека сум најупатен во оваа работа. Многу сте скромен во изјавата. Па само сум реален. Реален, така. Добро, вака како за почеток да ве прашам од каде се роди вашата желба за изработка на ножеви, кога се роди, од која ваша возраст? Точно не можам да знам, пошто времево поминува, а не сум баш најмлад. Па сум имал 7 до 10 години од прилика. Тоа дедо ми тој си е виновен за ова. Така. Тој ми ја стави чивијата. Како тоа? Па прво ми делкаше дрвени ножиња. Во внуче, прво внуче сум и по мајка и по татко и дедо ми мораше да ми прави чефовите и ги правеше дрвените ножиња. Потоа ми купи едно прво преклопно ноже, еве го. Така. Тоа е првото твое ноже што си го. Првото. Значи Што се стекнал со ноже? старо е 30 на години, а не е користено одамна, го чувам само како сувенир. И со текот на времето почнав да се интересирам за изработка на фиксните ножеви. Така. Бидејќи за на терен тие се многу попрактични. Тука ми е првиот нож што го имам. Тоа сака ви да ве прашам, кој е вашиот прв нож, кога го изработивте, на која возраст? Па имав 15 на 16 години од прилика. Ова е ножот, значи ова беше поголем нож. Јас го имам само смалено малку и го имам направено дизајнот како што ми одговараше мене тогаш. Така. Значи убав нож за на терен беше. Ова не е користен одамна, бидејќи ми е прв, го чувам пошто има емотивно значење за мене. Така, овој нож е за дерење, за месо, за дрво, делкање дрво, Овој нож е за генерална употреба. за генерална употреба. Значи има дров поинт, значи во конвексно брусење може да се работи било што. Сега не е најдобар во се, Така. но ги покира сите работи. Може да се дере, бидејќи има убав заоблен врв. Може да се работи со дрво, бидејќи е тенко брусен, не е некој дебел нож. И отприлика за него тоа би било тоа. Така, ќе сакате ли да ни кажете какви се не видови на ножеви има, како ги делите, класифицирате? Постојат ножеви за лов, ножеви за бушкрафт, тоа обично се за работа со дрво. Има одреден број на луѓе што не се ловци, а сакаат да одат често во природа и најчесто материјалот што го сечеме во природа е дрвото, бидејќи друго нема што би сечеле. Евентуално храна и такви работи. Сега добри се тие ножеви исто така и за работа со месо, но примарната цел им е сепак работа со дрво, бидејќи се брусани
од агол што најдобро го сече дрвото. Какви агли постојат? Тие се сканди брусени и конвексни исто така. Фала Богу, сите ножеви може да сечат дрво, но овие се најдобри за таа намера. Може ли накратко да ни покажете тука од овие многу ножеви што ги имате на масата, кои се тие ловечки ножеви што ги користат ловците? Па, јас не сум ловец, но по моја некоја теорија најидеални би биле овој тип на ножеви. Значи да има голем стомак ножот, да нема многу остар врв за да може полесно да се дере и да има кривина за да може побрзо да го отвора крзното од дивечот. Так, со каква држка е ова? Ова е еленски рок. Еленски рок. Да, има украс, ова е стабилизиран мамот. Со каков челик ги изработувате овие ножеви? Ова е D2 челик, значи тоа е некаде на граница, мора да се одржува, теоретски може да фати темно, не е тоа корозија, но е темно патина го викаме, Така. но со одржување нема да има никаков проблем. Постојат од друга страна и карбонски сечива, тие не ги препорачуваме за лов, бидејќи многу лесно потемнуваат. Овие се тие. Сега, карактеристика за карбонците, ова е 80 CRV, не ми текнува на вторите бројки, големо е името. Значи, карбонските челици се многу еластични челици. Значи, ова може да трпи поголем бочен притисок. Значи, се многу жилави. И исто така лесно се острат. Па не за жабе би ги користеле секако во 21 век. Ако не би бил добар челикот, едноставно не би се користел. Значи, ова е многу добар челик за работа со дрво, многу е жилав, значи може да издржи ако се удри случајно со нешто, за да се исцепи некое дрвце. Но за жал со месо и со крв може и најверојатно ќе потемни. Значи затоа за ловот најчесто ги препорачувам стаинлес ножеви. И тие секако мора да се одржуваат, бидејќи и тие може да потемнат, но многу помалку. Така. Гледам овој нож овдека како некој шар има, дали е 2 слоја или што значи тоа? Тоа е Сан Мајче. Така? Овој нож ова сечиво го правеше мојот другар Роман, што е во Украина. И морам да го поздравам, Роман, се надевам дека си добро и ти и твоите. И исто материјалот ми е од еден украинец, што често контактирав со него пред да се случи војната. Со што е држката? Значи, ова е дрво, чвор од дрво, тумор така наречен, од јавор, а ова е смола. Значи, тоа се прави преку посебен процес, ова е се вакуумирано. И баш овој примерот го правев за син ми и според мене ми е еден од најубавите ножеви, а досега ги имам направено повеќе од 500. Се надевам дека еден ден ќе го користи и ќе биде среќен со него. Да се надеваме. Напоменавте нешто сканди ножеви. Што значи тоа, да ни појасните поточно? Тие се традиционални ножеви што ги користиле скандинавците, значи во Финска, Норвешка и Шведска. Тоа е ова брусење на нож. Значи ова е и шведско сечиво од хеле. Значи, отприлика аголот е многу помал од ножевите што се со рамно брусење како овој. Значи, на овој нож брусење дојде скоро од почеток и е брусено до 1 мм и потоа има секундарен рез. Значи, фактички кога го оштриме овој нож, го остриме само секундарниот рез. А со сканди ножевите има само еден рез, што е многу... Само резот се уште. Аголот е поостар, помал е аголот и многу убаво го гризе дрвото. Сега, за да работи скандито убаво, треба да е максимум 3 мм дебел. Бидејќи ако биде поголем 5-6 мм, фактички немаме нож, туку че имаме штемајс. Кој е најголема дебелина на ножеви? Па по мене за моите потреби највише ги сакам тие од 3 мм. Значи да не се многу тенки, а сепак да може да работат многу убаво со дрво и со храна. Пошто сепак кога одиме во природа мора да сечеме и храна. Да не испадне дека ја гмечиме храната со ножот, туку мора да ја сечеме, да бидат резовите прави и масни. Така, рековме дека е рачна изработката. Што е рачно изработено кај вашите ножеви? Што изработувате рачно? Јас сечива не правам. Сечива да ми се или фабрички од Финска, од Англија. Пред да почне се ова, често работев со украинци. Сега, фала Богу, работам со Срби, имам неколку многу добри мајстори и можам да кажам дека ми се пријатели. Значи имаме повеќе опции се во игра. Значи јас го правам од бојникот, рачката и футролата. Значи футролата е од дебела кожа,
боите одат во споредба од ножот, значи овој оди од прилика со кафена, некои одат со црна. Кожата, од што кожа изработувате футроле? Или по нарачка? Ова е италијанска бокс кожа. Значи таа од Италија стига, многу е дебела и многу квалитетна. И мора да изгледа убаво, сепак се работи за уникати, што ќе ги оставиме еден ден во наследство. Да ве прашам, гледам дека одредени ножи имаат футрола, нели што се закопчува и како овој тип на нож. Да. А зошто овие се вака изработени? Некако се губи ножот нели внатре во футролата. За мене овие се идеални футроли, да не речам совршени, бидејќи со овие футроли копчето секогаш имаме, ова е малку стара футрола, значи одавна имам правено, затоа е малку ја шиена, значи ножот не е за користење, да повторам. Значи секогаш ова копче може да ни се откачи кога одиме на терен. И ножот многу лесно може да ни падне. И исто така може да го скинеме копчето. Кога работиме во стресни ситуации, кога треба да извадиме нож, уз брзање може ова копче да ни се скине и на терен да останеме со полуупотреблива футрола. Додека кај овие футроли немаме таква можност, значи ножот е внатре, не може да падне и многу брзо и многу лесно се вади. И ето, Ви изработувате футроло специјално за одреден тип на нож. секој нож си има негова футрола. Може да се случи теоретски два ножа да има во иста футрола, но тоа зависи од рачката и од сечивото. Бидејќи дебелината и формата на рачката кај сите ножеви е различна. Така, од што материјал ги изработувате рачките? Еленски рок најчесто, стабилизирани дрва, венге дрва, ореви, запад мамут, тоа додуша малку поретко, пошто е екзотичен материјалот. Ретко се наоѓа мамут. Се најдува, сега со интернетот сите материјали не се достапни. Само тоа е малку скап материјал и е многу незгоден за работа. Од каде го набавувате? Значи пак ја морам да спомнам Украина. Најчесто работев во Украина, сега има во Србија и во Финска. Запад мамут. Да, секако има и во Русија, само што сега со Русија е малку покомплицирано за набавка. Значи обично тие одат во Сибир и во полињата во Украина. Има ли купци кај нас во Република Македонија да се дозволат да купат таков вид на нож? Има неколку. Јас имам неколку клиенти што морам да ги поздравам. Морам да го поздравам мојот другар Мики, Денис и Јобани, пријател од мојот Америка, од Тексас. Ќе може ли да ми кажете од каков вид на дрво ги изработувате рачките на ножевите, бидејќи верувам дека ова е некако специфично дрво, не е обично дрво со што се изработуваат овие рачки. Овие што се пошарените дрва, обоени, фактички дрвото не дека е обоено, туку е стабилизирано. Што значи тоа стабилизирано? Значи со специјална многу ретка смола се става дрвото во вакуум, се буши дупка во трупецот и има боја по желба. Обично плави, сини, црвени, има различни, тоа изгледа вака. Пред да се Тоа сакав и да ве прашам, да, како изгледа. Дрвото е цела боја таква, значи затоа се вика стабилизирано. Фактички дрвото станува еден тип на пластика, а со шарки до некаде природни од дрво. И со боите едат убави боите се преливаат. Добре. Еве и ова исто така е стабилизирано дрво. Го спомнавме и овој. Овие се викаат хибриди, бидејќи подобар дел од рачката е покриена со смола, а дел има дрво. Значи ова е дрвото и тоа е дрвото, а ова е смола. Значи овие се викаат хибридни дрва. Овие и стабилизираните дрва се малку поскапи, бидејќи процесот на изработка и доставата до нас е малку поскапа. Секако користиме и нормални дрва, орев, например ова е орев. Не мора да е ништо стабилизирано. Ова е венге афричко, многу тврдо дрво. И ова е зелен јавор. Инаку да се вратам... Комбинација, така? Да, комбинација за боја, за естетика малку. Да изгледа поубаво. Ова е стабилизирана бреза. Значи, ја ги сакам овие стабилизирани, може би малку дречат, не секој би ги сакал овие што се со дречливи бои, но мене па ми се интересни. Бидејќи се специфични. Не се секојдневни. Што највеќе купуваат купците од кај вас? Па ловците секако сакаат ножеви со рачка од еленски рок. Тие изгледаат убаво и се практични веројатно, че има побарувачка за нив, па ја секако морам да повторам, пак не сум ловец. Гледам овој нож, кажавте дека започнува
со метал, нели, со сечивото, од тука завршува до крајот на рачката. Дали сите ножеви така завршуваат, пошто овде се гледа, нели, линијата на движење на... Овие се Додека овој нож овдека, до тука металот, тој е внатре, до каде е? отприлика одат до 10 сантима внатре во рачката. Во рачката, така? Да. Значи овие се викаат hidden tank, така наречен скриен танк, значи ќе демонстрираме малку покасно. Имаме сечива, а ова е full tank. Значи овие конструкцијски се многу појаки бидејќи сечивото е фактички целосно. Рачката е залепена и прицвртена со штрафови или со нитни, секако и со епоксидна смола. Значи теоретски овие се многу појаки, но пак би било мана во екстремно ладни услови. Металот секако температурата ладна си ја држи Така. и може да биде незгоден за употреба на минусни температури ако не користиме ракавица. И секако овие се потешки, бидејќи има целосно метал. Гледам овдека на овој нож, овој заоблен дел. Тоа за да не клизне раката по ножот или како го викате тој дел тука? Или на овој нож овдека што ми го покажавте? Граничник, што значи тоа? Ова е одбојник, обично користи кај многу ножеви, кај овој на пример е за естетика, бидејќи ножот е full tank. Така. А кој овој има практична намена и естетска, според мене одбојникот е најголемата, тој му ја дава душата на ножот. Значи нож без одбојник изгледа поинаку од нож со одбојник. Но секако зависи од намената на ножот и од ситуацијата и од сечивото. Поради безбедноста, нели, да не се Да. дојде до повредување, самото сечиво. Секако. Секако мора да се знае што се прави со ножот и мора да бидат луѓето многу внимателни кога да во природа. Сега да се вратиме повторно на овој дел. Значи, многу е битно при користење, барем кога се работи со дрво, сечивото да е што е можно поблиску до показалецот. Така. Бидејќи најголемата сила и најголемиот притисок што можеме да го направиме на дрво е овде. Овде сме, ова е за врвот, почесто го користиме и стомакот за работа со храна, за процесирање на дивеч, на месо и слично. Значи, ножевите што се од мојата лична колекција, секогаш мора да сечивото да почне многу блиску до показалецот. До раката. Гледам овдека од оваа колекција на ножеви има нешто вакво. Ова е сечиво или како го кажувате вие? Тоа е голо сечиво или така наречен бланк. Бланк. Значи ова е за full tank нож, значи тоа е отприлика ова истото сечиво. Така. Значи дупките се тука за да биде малку полесно и да можеме да одбереме каде сакаме да ги ставиме украсните нитни. И ако сакаме да ставиме дупка за врвка, има место. Постојат од друга страна и овие со скриен танк. Еве ги. Значи ова е отприлика ова. Поточно. Еве го. Истото сечиво, само овде во инокс варијанта. Ова е карбонско, значи ова е истото сечиво. Се вика скриен танк, бидејќи овој дел од ножот По цела должина излегува. ги викаме значи, тангот, значи кај ножевите имаме многу називи што македонски ги немаме, мораме да ги користиме англиските, бидејќи тоа останало, а се термини што многу често, Автотони, многу називи, ретко ги користиме. Значи ова е тангот, мора да биде вака. И кај ова е на пример редена кожа пресована. Значи мора да биде кај кожата и кај брезата, истите вакви рачки ги прават и со кора од бреза. Мора да дојде тангот до крај и ова фактички се нитнува за да ја држи, бидејќи кожата е лепена, вака иде тоа. Така. Секако напред има одбојник, ова само да демонстрираме колку брзина пред камера. Така. Значи ова иде и бидејќи ако би било сечивото 10 сантима до овде, последните 2 сантима од рачката би отпаднале, затоа мора да оди со овие слаганите рачки од кожа и од бреза, мора да оди до крај и ова да се нитнува. Фактички сечивото има, па можем да кажем дека има иста цврстина како фул тангот, бидејќи тангот секако му оди до крај. Само што не можеме да го видиме. Скриене, сега овие ножеви имаме, кожата на пример е многу мека за работа, многу е лесна за допир, но секако има не е толку долгорочна колку на пример стабилизираните дрва, бидејќи сепак е кожа. За 50 и на 60 години ќе мора да се смени нова рачка. Зависи колку често се пресовано, така? Да. Зависи колку често има таа и улија на улијана е кожата, но секако зависи колку често се става во вода и колку често седи на сонце, бидејќи кожата е природен материјал. Каква кожа користите за изработка на фотроли или вака задршки?
Ова е италијанска бокс кожа. Бокс кожа. Да. Значи, Каква е таа, од што е? вегетабилно штавена кожа, дебела од прилика 3 мм. За рачките ги користаме овие што се потенките од 1 мм до 2, а за футролите морам да ги користам овие дебелите за да изгледаат убаво. Која дебелина се овие кожи? Ова е 3,5 до 4 мм од прилика. Телешка кожа или? Телешка кожа. Многу е убава кожата, убаво изгледа бидејќи сепак се работи за уникатни ножеви и изгледот барем мене ми е многу битен. Добро. Ножеви за почетници би ги спомнал да ги препорачам се овие фабричките од Мора. Значи овие се многу добри ножеви, многу квалитетни. Повторно, значи ова е сканди брусење, значи не е тоа идеално за лов, не е за месо идеално, бидејќи резот, пак ќе се вратам за ова сечиво, е многу тенок. Аголот е многу мал и многу често ако фатиме коска може да се оштети и материјалот што треба да го земеме кога би го оштреле ова е многу голем. Верувам ќе ни покажете во текот на презентацијата како сеоштрат одредени типови ножеви, нели, под кој агол. Секако може. Би демонстрирале тоа. Добро. И секако од преклопните ножеви, ловците и со причина и оправдано највише ги сакаат опинелите, ова ми е мој преправен. Бидејќи ова е многу ефтин нож, многу е практичен, сега секако си има мани. Бидејќи дрвена е рачката, секако со месо, со крв и со вода кога ќе влезе внатре реагира. Бидејќи тоа е обично дрво што не е стабилизирано, а преклопниот нож многу има механизми што ќе му влезе внатре крв и е секако незгоден за користење. Но секако не верувам дека некој би дерел со преклопен нож. Мада ако ситуацијата го налага тоа, најдобар нож е тој што ти е со тебе во природа. Џабе се убави и квалитетни кога ни се дома, а нас ни треба на терен во моментот. Така, работа со ножевите некогаш може да биде и опасна за ловците или сите оние што ги користат ножевите. Па кажете ми дали обично кога се носат ножеви во природа и кога имаме намера да работиме со нив, треба да носиме некој прва помош со нас за заштита од исекотини или за превенција од исекотини. Секако е пожелно да се носи, дури да не земаме нож со нас, барем некој мини комплет за прва помош, бидејќи постојат еден куп трња, скршени гранки и камења што може да не повредат. А секако за ножот најчесто се посекотините, значи затоа најубаво би било да се земе некој мини комплет за прва помош. Јас носам фластер. Не тежи многу, али ќе заврши голема работа во кризно време. Запалка да се стави за секој случај. Фластер, завој за во случај да треба нешто, сега нема тоа да биде професионално, но подобро да не карвариме отколку да биде раната отворена. Така, да. И тука секако стои врвката, ова многу е практично за палење на оган. Но тоа малку покасно ќе зборувам. Обично кога сечеме гранчења дрвца, претежно голем број од луѓето кои не се упатени, нели, во опасностите од кои може да настанат од повреда од ножот, нели ги сечеме дрвцето обично близу препоните. Тоа е многу опасно и не треба тоа да го правиме. Сега би демонстрирал зошто. Значи морам да го спомнам Миролюб и да го пофалам, значи ова ми е единствениот нож што за мене го има правен од друг мајстор. Миролюб, фала ти. Значи зборувавме за ова. Најчесто се сече вака и ножот е многу остар. Постои многу голема веројатност да ни падне, да се лизне или да го промашиме материјалот што го сечеме и да отиде овде. Не дај Боже, тука ни е главната артерија. Сега јас не сум медицинско лице, но знам дека опасноста да искарвариме, посебно кога сме на отворен терен, кај што нема кој да ни помогне, е многу голема и тука ни завој ништо не би ни помогнал. Значи затоа резовите овие треба да се прават вака настрана. Настрана евентуално и дури друг човек не е убаво да има тука, бидејќи секако може да промашиме. А ножот ако е остар е многу остар. Така. Или од другата страна. Зависно. Значи никако внатре, бидејќи ова се вика триаголник на смртта, така наречен. Бидејќи кај да се исечеме и на другата рака истата е артеријата и на другата нога истата артеријата. Значи ова е многу едноставна работа што би ја напоменал, би искористил приликава да ја напоменам. За неколку може живот да значи. Секако. Не дај Боже да се најде некој во таа ситуација.
Да видиме од што значи овој нож, ова мало сечиво. За што служи овој нож? Ова е фабричко сечиво, ја го земав бидејќи многу често сакам да експериментирам со дрво и со кожа. Ова е за прецизна работа, така наречено делкање на дрво. Значи може да се прават мали фигури од дрво. Значи сечивото е кратко, бидејќи нормално за дрвото, како што спомнав, не ни треба долго сечиво. Најчесто се користи од првиот 1 сантим или 2. Врвот е остар за да може да се извадат прецизни фигури во дрвото ако се прави. Значи некој детал за да се спомене. Секако полесно со ова можеме да го направиме отколку со ова. Бидејќи овде аголот на врвот е многу друг. Но секако ова беше нож за лов. Ова е нож за дрво. Затоа како што спомнавме постојат многу типови на ножи. Секој нож може генерално да заврши работа, но не е убаво колку што ножот што е баш наменет за таа работа. Значи овде ако го штетиме, кога ќе фатиме коска, ќе се направи многу добра зуцка, не знам како да би го кажал тоа, и за да го наоштриме тоа треба да го земеме цел овој материјал од 7 мм, да го вратиме на првична состојба, што е многу повише на пример од кога би гооштриле овој нож, бидејќи овде сепак имаме 1 мм што треба да го земеме од ножот. Тука се работи за геометрија и за агли. Што пооштар нож, побрзо се тапи, така? Побрзо се тапи и е побезбеден. Значи со тап нож, на пример, ако сечеш дрво, треба да гураш и да тегнеш и да влечеш. Повеќе сила се употребува. Повише сила се употребува. Така. Со оштар нож е многу побрзо и поефикасно. Секако мора да се внимава. Сега од прилика на брзина би демонстрирале како се дооштрува или се оштри нож. Значи, зависно од тоа колку е тап. Значи, овие се дијамантски плочи со 400-600 илјада гранулација. Ако е многу тап ножот, прво треба да го најдеме аголот. Значи, ова е рамно брусен нож со секундарен рез. Од прилика е на 18 степени аголот. Значи, тоа можеме да го најдеме од прилика вака, кога не би знаеле. Значи, вака ни е аголот 90 степени, пола ни е 45, пола од 45 ни е 22, значи уште малку ги имаме тие 20 до 18 степени. Значи, ово е аголот од прилика што овие ножеви треба да се острат. Значи, на фина керамика ќе го фатиме, бидејќи ножот е остар, еве ги степените. Значи, за острењето може да се користи шмиргла водена кој нема дијаманти и керамики и од прилика процесот оди вака. Значи, може вака, може и вака. Значи, тоа нема правило како ќе се оштри ножот, целта ни е резот да биде остар. Се запази аголот. Значи, и од другата страна кога се остри се појавува жица. Жицата треба да се помине и од едната и од другата страна, потоа одиме со пофина гранулација и со уште пофина и на крај мораме да поминеме со кожен строп со полир паста на него. Тоа оди вака. Значи со кожата е битно што не можеме да гураме, бидејќи кожа ќе се исече, мора да биде вака. Значи од резот наназад. Не можеме обратно. Така. Со сканди ножевите аголот е па многу подруг како што спомнавме. Значи тука е аголот многу понизок. И кога би се острело, овие се тие милиметри 7-8 што треба да се земе и ова е тврд челик во прашање. Би имале прилично работа ако има зуцка или некој оштетување поголемо на сечивото. Затоа за генерална употреба за лов се користат овие рамно брусаните ножева, бидејќи 1 мм со тенко сечиво многу побрзо можеме да го средеме отколку ова. Сега да демонстрираме малку и како би требало да сече добар нож за во природа. Значи имаме тука, ова е чам, меко дрво секако. Ова е бука. Значи овие се fire stick, пердови така наречени, feathers. За ова го правиме најчесто кога се пали оган во природа. Значи ова е суво дрво и многу лесно може да ја фати искрата. Секако ни треба припрема претходно, памук или нешто било друго. Ова е тоа што ни треба за палење оган. Сега секако ова е специјално брусење што јас го барав за мене од мајсторот. И ножот кога е направен за работа со дрво, прилика треба да сече вака.
Значи ова е ножот од мојот другар Мирољуб, мајсторот од Србија. Чаликот е Магнакат. Мирољуб одлично го направи ножот и одлично му е термичката обработка. Ножот може да го направи ова, секако ова е без потреба и е безсмислено, немој ова да го правите. Но овој нож тоа може да го направи без никакви оштетувања. Значи ова е Магнакат челик, кален на 63-64 Роквел. Тоа беше се што успеавме да припремиме за денешната емисија во врска со ножевите, па веќе оставиме господинот Дане Гавриловски да се обрати према публиката, нели, со неколку кратки завршни зборови. Значи би се навратил на тоа дека остар нож е безбеден нож. Сите да внимаваме при употреба на ножевите да не дојде до некоја несакана повреда. И од прилика дека ножот најдобар ни е тој што е со нас во природа. Значи ако одиме во природа, ако имаме убав нож, а тој ни е дома, нема да имаме никаков бенефит од него. Значи ножот кога се оди на терен треба да е со нас. Ви благодарам за денешното интервју и за вашиот ангажман да објасните што повеќе за нашите гледачи, па се гледаме во некоја наредна прилика. Останете со добро здравје и со добар поглед.